Пациентките со канцер на дојка повторно со прашање колку време ќе ја чекаат потребната терапија со рибоцицлип и палбоцицлип. Ана Марјановиќ од Сдруженијето на пациенти Хема-онко објаснува дека традиционално во овој период од годината пациентките остануваат и до месец и пол без терапија со објаснување дека се чека на распишување на тендер, а претходната терапија била потрошена. Со добро планирање мислам дека ќе успееме да надминеме, меѓутоа и ни треба и волја да разбереме дека докторите на клиниката за онкологија ја препишуваат оваа терапија, бидејќи треба да се препише, научиле дека треба да се препише и светските протоколи велат дека треба да се препише оваа терапија. Мислам дека овдека проблемот се јавува најмногу со идејата дали на сите овие пациенти кои што ја добиваат навистина им треба терапијата. Јас одбирам да верувам дека на клиниката на онкологија докторите знаат што прават и дека сегдека каде што има индикации за оваа терапија да се прими, тие ја даваат. Од Сдруженијето објаснуваа дека за оваа терапија има многу често застои и причината ја гледаат во неправилното менаџирање со терапијата и објаснуваа дека терапијата конечно треба да ја има на позитивната листа на лекови. Ова не се лекови кои што било кој пациент може да си дозволи да си ги купи од било каде. Доброто е што овие лекови никогаш не се даваат сами, па пациентите во меѓувреме ќе бидат покриени со останатата терапија. Меѓутоа тоа веќе години наназад сме го дискутирале. Ниту една светска студија не покажува како канцерот се однесува доколку вие сте примале 9 месеци терапија и потоа не примате 2 месеци терапија. Што значи дека тоа не можеме да го кажеме со сигурност, меѓутоа ќе бидат покриени, се разбира, оние кои што имаат финансиски средства да си ја набават терапијата, најверојатно ќе го направат тоа. Од клиниката за онкологија објаснуваа дека за трастозумаб и пертозумаб изготвен нов анекс на постоечката јавна набавка, а се очекува во најскоро време и терапијата за рак на дојка. За рибоцицлип и палбоцицлип станува збор за терапии кои се сегмент од сеопфатниот онколошки третман. Со новата јавна набавка очекуваме во најскоро време стабилизација на снабдувањето со лекови и обезбедување континуиран третман на пациентите. Од клиниката за онкологија објаснуваа дека тумор маркерите пациентите ќе имаат можност да ги направат и во други здравствени институции, а на клиниката во тек е надоградба на лабораториски и информатички систем во клиниката.